случајно или не, на територија на вашата општина во моментов е најголемиот извор на криминал во Македонија, рударско-енергетскиот комбинат Битола, попознат или попопуларен по меѓународот како РЕК. И случајно или не, токму оттаму доаѓа крими финансирањето на кампањата на Стево Пендаровски. Јас додека доаѓавме навака проверував кога Стево Пендаровски последно бил во општина Новаци и искрено ви кажам, очекував дека често доаѓал тука, имајќи предвид дека финансирањето на кампањата му доаѓа баш од тука, но забележав дека никогаш не ја посетил општина Новаци освен во избори. Што само покажува за каква дволична личност се работи. И тоа е неговата одлика. Од една страна глуми чесен и сака за себе да вели дека е некорумпиран, од друга страна потпишува измени на кривичен законник за амнестија на криминал, молчи на сите криминални афери кои што излегоа во јавност изминатите години, а најчесто во јавност ги вадеше ВМРО-ДПМН, и финално прифаќа кампањата да му се финансира со црни пари кои што се крадени токму од оваа општина и токму од РЕК Битола. Таков човек треба да си замине во историја и затоа ја повикувам на 24 април и 8 мај масовно да излезете на гласање, сите кои што сте тука да ги повикате, сите кои што ги познавате, да излезат и во една масовна референдумска излезност да ставиме точка, да ги направиме промените, да избереме Гордана Силјановска-Давкова за председател, а Христијан Мицкоски за премиер на Македонија. Потребно е најпрвен да си ја вратиме државата на тие на кои што им припаѓа, а тоа е народот. Народот е единствен, суверен во Македонија. Народот е тој кој што одлучува каква иднина ќе има оваа држава и каква иднина ќе има тој народ. Само на тој начин ние можеме сето она кое што е до сега направено погрешно да го исправиме. Изборот е јасен. Се борат два концепта. Едниот концепт е концептот кој што го нуди Стево Пендаровски. Позади овој концепт кој што го нуди Стево Пендаровски застана Али Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи, Зечевич, Маричич и Ковачевски. Тоа се луѓето кои што застана околу концептот кој што го нуди Стево Пендаровски. И другиот концепт е концептот кој што го нуди ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Кога ќе го слушнете Стево Пендаровски, како ви вели дека можеби ништо не сработел изминативе 5 години, ама барем не крадел, тогаш сетете се на сите посети на раководството на СДСМ во овој објект недалеку од овде, каде што се договарани тендери и сделки со цени двојно па и тројно поскапи од пазарните. А дел од таа разлика, ваши пари, наши пари, пари на граѓаните, завршуваа во приватни џебови, а дел денеска има за цел да ја финансираат криминалната кампања на Стево Пендаровски. А има страв затоа што знае дека за неколку недели од денес, после 8 мај, ќе провериме дали и колку Стево и тие околу него се огрешиле пред законите и ќе провериме дали вистината ја збори дека не крадел тој и тие околу него кои што тој ги поставил. Да знаеме каде се трошеа народните пари.